život pišuva romani, za nas se samo prazni strani, tu sam živ i imam glas, kego pišuva roman od za nas. Животот пишува романи. Секој од нас зад себе има по еден роман. Некој никогаш нема да биде напишан, некој ќе се најде среде кориците, а некој ќе биде испеан. Денеска сум во едно извонредно друштво кое што го испеа токму својот роман. И го нарекуваат крал без круна, но јас велам дека има круна, бидејќи е богат човек. Вистински боем во правата смисла на зборот, кој што ќе не однесе во еден дел од својот роман. Пишува за емоциите, за виното, за љубовта, за огледалото на љубовта, за очите на својата љубена, која што испеа и порача преку песна да не го кани со очите. А ние него го поканивме на една наша експедиција, која што е дел од неговиот роман. Големо добре дојде за Миле Кузмановски, нашиот прекрасен машки вокал, нашиот македонски Бери Уајт. Повели Миле, представи ни се од каде доаѓаш. На убавата најава. Секогаш. Од каде доаѓам? По татко од Демир Хисарскиот крај, од селото Растоица, а по мајка од Скопскиот дел Бојковци. Демир Хисар има прилично интересни ликови. Има. Даде многу уметници. Па и уметници и во политиката, и во јавниот, во јавен живот, имам доста силен интелект. Од овој крај. Јас сум роден во Скопје, но моето потекло, нели, мојот татко е од тука и затоа го избравме како дел да го представиме овој крај, од каде јас потекнувам и кај се моите корени. Е сега поточно? Поточно село Растоица. Село Растоица. Да. Е сега интересно село. Јас верувам дека на многумина ќе им звучи познато, бидејќи има манифестации околу него. Има манифестации, за жал, нели, како и многу села во Македонија се веќе изумрени, но се надевам дека некако и ќе допринесеме да се оживеат тие села. Опа се надевам и јас, бидејќи ваков лик кога се враќа во Растоица да ја посети Растоица, испраќа силна порака и другите да го направат тоа. Па, јас се надевам дека барем малку ќе допринесам за тоа. Секако, верувај дека ќе биде. И потеклото како доаѓа, нели, имавме и обука од мојот Чичко Мишо, едукација имавме на целата носа. Така, да, Чичкото Мишо ќе го земеме со нас во нашата експедиција да ни ги објасни сите чекори до Растоица. До Растоица, така. Јас ќе бидам, значи, оно што јас го знам за моето потекло. Мојот татко Александар, кој што е роден таму, дедото Василе и баба Грозда, која што јас ги памтам како дете, кога одев на гости кај нив. После него покажувањето на татко ми и на мојот Чичко Мишо. После Василе доаѓа Ристо, значи тој е мојот прадедо, па потоа доаѓа Кочо, кој што ни е веќе Чукун мој дедо, и Чукун дедо, не знам како се вика понатаму, Кузман. Потоа и презимето Кузмановски го носи. Нашиот корен е од таму. Така, и тоа убав корен. Убав корен, многумина сигурно не знаат дека ти си од Растоица, е убаво село. Па мислам дека многу луѓе ќе ги изненадиме после оваа емисија и ќе имаме многу јавувања. Така, да. Барем од луѓето оние кои што не знаеле дека сум од овој крај, а живеат во овој крај и мислам дека ќе биде драго дека сум од овој крај. Кога последен пат беше во Растоица? Дури и не памтам. Многу мал. Значи, оние училишни денови, кога беше распустот, ќе дојдевме да ги видиме на една недела баба дедо,
да ги пробаме највкусните пити подвршник, да го пробаме најубаво оривче тавче, што баба Грозда го правеше, Так. млекото домашно од кое се правеше и кисело млеко и маштеница. Од маштеницата е гласот Да, на Бери Уайт. Да, може и од маштеницата. Сигурно. И од најприродната вода, нели, таму шика вода. Така, да. И Крај на задоени од таа вода. Задоени Да, од вода, задоени од млеко, И од убав народ. Убав народ. Питом народ. Да, еве го екземпларот или примерот на Така. убавиот народ кој што испраќа убава песна. Ти благодарам. Јас ти наздравувам за твоето потекло, за убава Растоица, кое што исто така е едно можно интересно село, раскрсница помеѓу Так. Брсијачијата и Крушево. Так. И Крушево, славно Так. Крушево. Ти сигурно си се спремила за тој дел. Апсолутно. Но затоа и Теоретски. Теоретски, но практично ќе ти објасни мојот Чичко кој што го знае секој дел од тој. Така, предел значи таму. имаме уште еден гостин кој што така. ќе ни ја дополни Па би било емисијата глупо и јас да нашата зборам за приказна. нешто што многу и не знам, нели? Нормално. Генерацијски ќе се Генерацијски надополните. ќе Ти се имаш надополниме. детство, Так. тој има јасни сеќавања. Так, и он има детство таму, така да Така да, ќе им дадеме на две детства, гледачите но со една дистанца. со дистанца, да. Бајги години. Имаме убава хронолошка рамка, Имам, сплет на имам. приказни, Имаме, издржани види, приказни. овие моменти се многу интересни вакви. Дури луѓето нели би направиле и генограм на ова се. Генограм. Да. Појасни ми, молим те. И па нели потекло кој со кого, како било, па се шири лозата, дрвото. Така, на генограм семејство. се вика тоа. Па така, генограм го велат. Генограм. Генограм. Јас сега научив нешто од тебе. Јас ова не го знаев. Признавам Да. дека не го знаев, дека се вика генограм. Да, Јас не викам знам, ја однака корените, претпоставувам дека се вика генограм. корените, да стеглото, гено? фиданките, Да. нели Па пиреот, ластарите, папирот, ластарот, пиреот, да. па ластарот и така. генограм. Ни даде дефиниција. Но се е тоа живот, нели? Се е живот, се е роман, како што Генерации. рековме. Генерации испреплетени. Испреплетени, генетски код Па на нели ви се таленти. случило често пати ќе шетате, ќе патувате и некаде ќе ве сретне некој ќе ви каже, знаеш ли дека сме јас и ти роднини? Секогаш се Нели? случува тоа. И ти си чудо невиден. И за Скопје викаме така, велиме, Скопје е село. Зошто е село? Затоа што тој ќе испадне дека е роднина од Така. таму, овој и овој Така. дека е Секој роднина со од некого таму. има некаква Секој врска. со некого се знае. Така е. И на крај, како епилог, го кажуваме токму тоа. Ама еве ние вистински Ама одиме и- да ги и- видиме тие села. Пази, и тоа е многу добро, дека ова Македонија е многу поврзана, испреплетена, луѓето се испреплетени меѓу себе. Така. Фамилиите, Измешани. нели, да, децата се омажиле, се ожениле, нели? Е сега штета што ги заборавиле овие места да ги потсетиме. Е, да. малку. И Од ние, каде за жал- дошле? И ние за жал многу ретко доаѓаме, но ќе морам да се потрудам да доаѓам почесто затоа што мислам дека ќе ме ги наполни батериите. И па одиме да си ги наполниме сега, во овој Во момент. Ајде. Батериите, прво да си наздравиме за Да сме здрави и Растоица, живи. да сме здрави и Да сме живи здрави живи ние па и сите околу нас. и сите околу нас. Украси. Ако нема зборови, кога тонат бродови, тогаш мене Живи, здрави, до 101 и назад. И весели. И весели. учи ме. Ако немаш никого, кога плаче небото, Изволи, банда опасна банда, ама тоа е тоа. Све поем. Добро друштво за убав и незаборавен ден. Ден небо, небесна Македонија. Како да беше ги собрало сите емоции од оваа земја. И заплака, и се насмеа. И историјата низ форми на облаци ја раскажа. Тој што умее да гледа во облаци, тој знае да го прочита небото. Ветерот беше уметникот, архитектот, миксерот на оваа небесна ванила, на Миле Шампитата. Небо организам, и гнев, и плач, и тага, и сила која разнесува, движи, отвара синила и сончевини на надеж.
Горе небесна пловидба, доле пат под сите 4 годишни времиња. Вивалди над Демирхисар. Под него минуваме низ празен раскош, испразнет од луѓе, напуштен, блуз. Ова е блуз, човек. Засилени со непишана историја и многу спомени и сеќавања покрај Чичко Мишо, Чичко му на Миле, господин Милош Кузмановски. Растоица ни станува се поблиска и дестинацијски и содржински. Селото не чека, во крајниот северен дел на територијата на општина Демирхисар, недалеку од патот Демирхисар-Крушево. Го ростаси на овој ридско-планински регион се Бигла, Плакенска и Илинска планина, познати кории на македонскиот отпор, на револуционерите, комитите, кории на малихерките, срцевината на Илинден. Железна по дух, но и по руда, областа богата со железо го добива името Железник или Железнец, во зависност од владетелите во различни периоди. Од турско е позната и како Сидеро Кастрон, во превод Железна тврдина. А пак низ неа од селото Железнец, од изворот Црна Дупка, во лак до стариот град Стоби, во Градско, тече поранешен Еригон, денешна Црна река. Таа е господарка во овој крај. Пролетна стихија која ги поплавува по линијата, и закана и доилка за земјоделието. Водотеците низ повеќето села, кога е повлечена и се оазести, а кога е надојдена, езерасти. Тоа е тој низински дел во Демирхисарскиот регион. На крајот, својата сила црна му ја предава на Аксиос, денешен Вардар. А пак неа ја хранат водотеците од 20-тината 10-километарски притоки, меѓу кои е и Жаба, значајна за крајот, во кој е и Демирхисарскиот меѓник Растоица, меѓникот меѓу Брсијачијата и Крушевскиот синор. За до Растоица мора да ја премостите Црна, да го минете славно Прибилци, опеано во јуначките песни, па низ рамнината идеална за голф, ранчеви, клиники, зависно од визиите за инвестиции, рамнина по каква што плачат високо развиените релјефно неподобни или неудобни земји. И така ќе стасате до неа. Овде минувала пругата, во секвенци паралелна на патот. Нејзината должина изнесува 29 километри со траса низ станиците Демирхисар и Сопотница, како и стојалиштата во селата Обршани, Воѓани, Бучин, Бигла, Единаковци и Прибилци. Се надеваме дека по овие зараснати шини повторно ќе лизгаат возовите и дека оваа артерија ќе му го врати пулсот на регионот. Пругата е убава метафора. Ја има и во опусот на Миле Кузмановски. Погрешно место во погрешно време. Поента во 3 збора. Јас грешив пругата. Јас грешив пругата и така дозволив. Но ние сме на правиот пат кон Растоица. Еве Швајцарија. Зарем би знаеле дека оваа демирхисарска екотепсија, прошарана со најубавите крави, оние од сликовниците или милките во денешните асоциации за млечни вкуснотии, е само фрагмент од еден овдешен пейсаж. Рустика или пасторала, вистинска е, тука е, секојдневна, чиста и безпрекорно квалитетна. Врв. Селото што се белее е Новосело, едно во групацијата од демирхисарските села околу Растоица. Над него тече притоката на Црна, Жаба. Растоица е мало, но мощно и интересно село, порано во фокус на целата околина, заради живоста, славите и училиштето, чие звоно го збирало сиот регион на час. Населено е со македонско население. Според преданието, поранешното место на Растоица, Стара Растоица, била на височина од околу 6-7 км југоисточно од сегашната,
меѓу селата Прибилци и Новосело. Неа точно ни ја посочи Чичко Мишо, кој си ја чува приказната за панорамата од чардакот на Кузмановци. Време што ќе мине, тага таке помине. До 2004 година селото припаѓало на општина Крушево, локациски или физички поблиска околина на селото. Но сепак, поради подобрата патна поврзаност, било приспоено кон општина Демирхисар. Најблиски соседни села се Кочиште и Ракитница. Од соседна Ракитница е баба му на Миле, баба Грозда. Онаа прекрасна фамилиарна стожерка на чии пити и маштеници и приказни на место филмови израсна Миле, од момче во пејачиште. Демирхисарско грло, глас ластоица од растоица. Ке видите зошто. Слана поса, знаеш ли за носа, кога земаш, земај се. Според сегашната локација, селото е Рицко. Сместено е на надморска височина од 720 метри. Атарот на селото зафаќа простор од 8 км квадратни, при што преовладуваат шумите со површина од 540 хектари. На обработливото земјиште отпаѓаат 125 хектари, а на пасиштата 116 хектари. Описно, Растоица е селото под Карпата. Таа е неговиот нишан, белек, заштитен знак. Околината е богата со археолошки локалитети кои го потврдуваат историскиот континуитет на местото кое според природните богатства, хидрологијата и геоположбата се покажало како мощне атрактивно. Гумниште е старохристијанска базилика, Кула, утврдување од средниот век, Млаки Грмаѓи е средовековен рудник на 4 км источно од селото, каде на простор од 20 на 30 метри се гледаат згура и остатоци од топилница, а откриени се и јами за експлоатација на руда. На цопатот е некропола исто од среден век. Синоец пак е некропола од доцно античко време. Да му кажам, грло ке се стегне. Десно на влезот од селото, скромна по димензии и композитно мощна впечатлива, е главната селска црква Пресвета Богородица. На влезот е камбаната изградена од камен, со скалите, оние од детските сеќавања на растојчињата чиј главен видиковец или смотриджилница била токму таа. Двете звона ја прават уникатна, единствена во крајот. На ова свето место е еден дел од твојот фрагмент од детството. Од детството, така. Кој ќе дојдевме на гости, пошто мојот дедо Василе беше како домар на оваа прекрасна црква. И јас како дете, нели, на распуст кајнив на гости кај дедо и баба. И ќе ме донесеше овдека да во 12 часот да тропам со камбаната. Значи камбаната биела директно од раката на Миле. Од детево. Од детево, Тогашното дете, да. По басамаци догоре. Догоре, да. И беше многу, за мене, многу интересен момент. Така, ова е не секојдневен. Камбана со две звона, со две звона, така. И единствена така, во целиот крај. Во овој регион, да. Така. Да. Еве, како што може да прочитаме, 1915 година е. Уникатноста на камбанаријата е во дводелната шестоаголна основа. Првиот дел е изработен од камен и завршува до околу 2/3 од висината на камбанаријата. На некој од страните во овој дел има квадратни отвори. Вториот дел со помала основа има 6 дрвени столбови, кои во долниот дел се оградени со дрвена ограда и над кои се простира кровот во пирамидален облик. Црквата е изградена од камен во правоаголна основа и е покриена со керамиди на 2 нивоа. И оградата е во ист стил – камен со керамиди.
Била осветена во 1874 година. Изградена е на основа на постоечки стари сакрални фундаменти, веројатно врз темелите на постар антички храм. Многу неправди се пишани во книгите, многу мачени Отворено? се македонците. Тука нека го сними се. Црквата не памети, кумови не канети. Браќа ни сеја скрб, браќа со ножот в грб. Миле Кузмановски е сеопфатен во темите. Ако ги заслушате внимателно, неговите зборови се осврт на актуелните ситуации од една поблиска историја. Зборови стрели кон сите душмани. Чини човекот, се ставаат добрите и лошите дела. Кај овој човек, Терезијата заминува на добрите дела и заминува во рајот, вама, еве во рајот. Тука е рајот. кревовите. Ваму, тој заслужи да во рајот, ево Свети Петар, Свети Павле, тука го отвара рајот. Ево е судот Божи Христос, тој суди на душата во смртта. Тука е пеколот, за жал таму се мачат грешните души, опишани сите, кои како би ги врзал. Да не ги објаснуваме сите поред тука, од воденичарот што кради, па до прелюбниците и така натака. Ете, на крајот имате и за современите гревоши се се хомосексуалци и таму последното. И тогаш имало тогаш. Така. Значи, нема што не знае од изографот свет. Пред 140 години. А сега да отвориме црква. Ова ни е иконова слика е таја. Стара. Кога дојде од Битола, не е од црквата дел, а ова е до друг зограф. Еве пише на 1883. Така, 1880. Овој дел е. А, таа е 1874 е не горе пише. Видиш? 1874. Ова иначе јас не знаев, таа директорот беше од музејот од Битола и ја прашав кои се овие мајстори што сликале црква, ми каже рече од Крушево, познатата тајфа Ташович. Оваа црква е зографисувале и во Сопотница, одевде и во Рилево. Значи, Крушевска тајфа, Ташович. Ташович. Не, Ајде, клучот да го видиме. Повеќе за црквата дознаваме од пријателот на дедо Мишо, мештанецот Јован Соколески, кој интерпретираше дел од сознанијата од архивот на музеот во Битола. Тематиката на фрескописот од првата зона е повеќе од јасна. Самата зборува низ слики и представи агонијата на грешниците во пеколот. Дел од фрескописот е дело на Крушевската тајфа, предводена од Коста Ташович, кој е потпишан во надписот над внатрешната страна на влезот во црквата. Во задниот дел од атарот на црквата се селските гробишта. Меѓу нив е гробот на комитата Трајче Маскарчето од Крушево. Овој крај зеде многу животи на комити. Комитлукот е гордоста на регионот. Тоа е дел на Македонија. Тоа е било опасно, истина опасно. вистински споменик. Вистински, овдека лежи тој. Одиде да... Јас едно време продавав мед Крушево и дојде на негова родина 2003 година. Рода. Негова родина плюка, не знам кога, ме замоли, рече секојаш ќе одиме в црква да му палите свеќа. Да му запалите, ако. Завет ми още, јас идам упалам. Ако и да му палиш. Убаво. Трајче, Трајче Маскарчето. Маскарчето, Крушевчаче. Крушевче на свој генерал. Чуеме. За жал, времињата го соборија вековниот даб во црквата, символот на растоица и пошироко. Сведоштво за неговата големина и символика се фотографиите од него.
Десно од влезот во дворот на црквата зјајат квадратните отвори за комиње. Овде се одвивал процесот на производство на најубавата сливовица. Некој метар подоле, руинираните камења ја издаваат старата воденица. Замислете каков бил животот овде со 70 деца во неколку генерации, 2 селски слави и најдолгиот Ѓурѓовден во крајот, заради кој се останувало и по 3 дена во Растоица. Овде имало и жубор, и песна, и джагор. Денеска остана само цвркотот на птиците, молскавичниот прелет на ластовичките и срдечноста на неколкуте преостанати фамилии. Порано овде можело да се живее од берба на емиш, од круши и јаболки, а посебно од лешници. Од емишот и куки дури се правеле. Растоица е мало село. Во поблиската историја е населено со македонско население. Во 1961 година броело 238 жители, а во 1994 година бројот се намалил само на 23 жители македонско население. Според последниот попис од 2001 во селото живееле 19 жители, сите македонци. Сега, зиме, има само 10 жители, а лете бројот е дуплиран. И сега, пошто добро ве најдовме, ние во ниту едно село не одиме со празни раце. Ова е за вас, за сите мештани по едно кафенце. Добро, фала многу. Да се послужите, па може ке свратиме кај некого и на кафе. Здраво! Бурџо, кај си, Бурџо? Здраво, живо. Како си? Арен си? Од каве, го снимивме каверот. На тому да закачи ти каже, кире. Нема проблем. Мислиш горе скроз? Ај, мајко мила. Поно највише сака да се гали. Тоа е Бетовен? Да. Иначе, она е Тоа е Бурџо. И Бетовен. дрон. А зашто Бетовен? Тоа е крстарот. Не, Уметник ли е? Уметник е Бетовен? Тоа е Лабрадор. Кој се вика Бетовен? Ај се, ова се вика Бетовен. Миле, овој колега? Значи овде жителите на прсти може да се избројат. Колку жители, толку кутриња. За секого по еден чувар. Сред село сите ги запознавме. Како Растоица од клучна за регионот стана празна. Овде велат дека пред колективот имало 70 на куќи, а во колективот 370 членови, веројатно од околината. Колективизацијата на македонското село била една од мерките на југословенската аграрна политика која предизвикала далекосежни негативни последици во целокупниот развој на Република Македонија по Втората светска војна. Засилената колективизација се спроведуваше во периодот од 1949 до 1951, односно до 1953 година, а нејзиниот биланс беше бегство на селанството и од селото и од земјоделието, и потоа негово населување во приградските и градските населби на градилиштата на првата петолетка. Така селата се испразнија, а големите градови се преполнија. Генерално, исходот на овие празни убавини е тој дисбаланс, кој последните 2 децении пак се прели во масовна миграција надвор од земјава. На крајот, белата чума, миграцијата, ги опустоши и селата и градовите. Денеска во Растоица нема продавница, поранешната кооперација била пустарека. Во златните времиња на Растоица, овде на сколија, речено архаично, или на школување доаѓале деца од 5 села. Само од матичното село имало 60 на деца,
а од крајот бројката достигала и до 200 ученици. Спомените се сочувани во двете училници од поранешното училиште Никола Карев, првично именувано по Јоше Вијачовски од Пуста река. Денеска училниците се оде и на ластовичките. Таблите, таблицата, архивата, дневниците, како што би рекол Миле, се ептен ретро. И токму така, влеговме неколку чекори во ретроспектива на образованието на нашите родители, дедовци и баби. Најдовме шаренило од оценки, петки и исправени и превртени. А за казна се коленичелов ќош, врз пченките. Може би свирепо, за денешни услови и поими сигурно свирепо, но од тука излегоа капацитети, уметници, визионери. Овде се калеше демирхисарската интелигенција. Ова е едно од најважните училишта, како што разбрав, во целиот крај. Тука Така е. учеле децата од Од повеќето 5 села, од 5. Централно училиште, од Растојица, од Ракитица, Новосело, Кочишта и Радо. Значи, училиштево е почнато со работа од 1925 година. Тука учеле, значи, деца од 5 села. Иначе првите учители биле еден русин, името не му го знам, и од Новосело Миеле Настески. Генерал бил тој русин, нешто? Не, нека функција? од избрканите, од комунистите царисти. Значи, офицер руски, и тој бил и во изградбава на училиштево и заедно со од Новосело Миеле Настески предавале во овие две училници, овде и во другата училница. И после тоа, 4-5 години, бил префрлен во Пуста река, а училиштево си продолжило и понатаму после него го наследил Миеле Настески од Новосело. Така. Значи училиштево поглавно од колку време постоело? Од 1925 година Како направено. па престана да работи? Па престана под немање на деца, тоа е некаде 74-та Кога се година. изгуби крај? 74-та година тука некаде. Така. Сега тука има многу интересни моменти. Каде ги казнувале децата кога биле неумни, така да речеме? Децата ги казнувале најверојатно во другите простори, под напшенка ги ставале да носат на коленици. Така. И тоа им била казната. Леле, па тоа страшна казна, инквизиција за деца. Добро, не било лесно, Не меѓутоа било лесно. спрема нас како што учеме. Тука во ќошот И тој Мише знае, од јас битола учев. Јас битола учев. со коленици, коленичеле. Да. Ама битно во овој крај дадена е голема писменост, излегле многу писмени луѓе, многу интелектуалци. Има доста учени луѓе, како што рековте, како што академиков Гоце Петриски, поетот, писателот Христо Петриски, и пејачот Миле Кузмановски, Глумец има тука. глумецот Петар Мирчевски, с неговите два сина Мартин и Филип Мирчевски. Па од други весела има многу, еве писателов од Новосело Велес Милевски и така натака, што е на друштво на представителите на Македонија. Овде има и многу интересна културна Има, од Брезо. мултимедијална. Знаеш, од- Линденски срцекази има овде, така? Има, па тој Христо Петрески поетот, Така. тој го организира и од Брезово што е поетом, тој то Брезово не е облизина, Живко Поповски што е сликаров. Така. Тој е сето во близина. Линденски срцекази. А Или манифестацијата беше растојнички Растоечко културно лето. Културно лето. Во топол летен бран. Во така. Топол пак ќе биде в година, ако ве биде Традиција поканети. имате. Можете да дојдете и вие. Е, па ќе дојдеме. Сега знаеме каде е убаво и ќе дојдеме. Овде во лето е многу убаво. Да. Леле. Возат, не се возат, закочени се. Тука ќе го најдиш, најверојатно и таткот. Таблица. Мише знај, Таблица. не ги носам на очарите. Која година е роден таткот ти? Примитивна таблица. Не, Првата тој татко таблица. негов, Санде. Оделенска книга. Архива. Да. А како се вика училиштево? Училиштето, последното име му беше Мише Ефтим. Не му беше туку Мише Јоше Вијач.
Јошевијач, да. Јошевијач, тој од Пустарека е Јас во книжката ми пише Јошевијач. Тој е загинат борец од 41-а. Мише го знае. Ама петките каде се? Петки во старо време, слушаш, не пишува. Описно, описно е. Не, има. На времето имаше на таблет, имаме, ќе пише од супредата и одма го... Не, има оценки, не ги имаш најдено, не ги има чарите, како не ги изведов. После на сетне Слушаш, книги, почна и... не ги имаш најдено. Еве ги петките. Да. Еве ги петките. Кој е тој? Види, кој е тој ученик? Интересни петки се овие. Тоа е последна. Интересни петки. Последна генерација. Последна генерација. Трето оделение. Ајде да свртиме некоја вистинска петка да најдеме. Овде некако петкиве, еве една. Има. Еве ги. Овде нема више, да, толку се. Си седнав у клупа. Во пет. Толку ученици. Дигам рака. Ќе одговарам. Не сум тој што ќе остане довек душо крај тебе. Но велат се ќе помине. Екстра луд. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Во пикантно и екстра луто издание. Стоби Флипс Магнус. Голем и луд флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, промосмукалки и многу други награди. На здравје кафе со Елит кафе. Близу до школото, лево од главната калдерма е куќата на Кузмановски. Двоспратна, со одвоени соби, полни спомени и слики, на кои се собрани најмилите. И нормално, постер од Миле во едната од нив. Сите музиканти ќе ги распуштам, што ќе ми е тоа кога немам кому да се вратам. Миле! Види што најдов јас. Овие не се од тебе, не се ваши. Кажи ми во 4 очи и ќе се помирам. Не сум тој што криви дрини, во љубов исправа. Дедото Василе и баба Грозда, најстариот брат и татко. Поеми ќе се испратам, што ќе ми е тоа кога нема. Нека знају шта е младост. Наша деца, наша радост, нека знају шта е младост. Дојде време и за легендата што ја чуваше за нас дедо Миша. Директно од чардакот на куќата која порано мирисаше на гибаниците, питите и другите гурманлуци на баба Грозда.
ова е денешната нова локација на селото Растојица. Да, ова е. Поранешната локација си има своја собствена интересна приказна Да. или легенда на некој начин. Како се случи преселбата на селото на ова место? Порано беше од Прибојци погоре, стара Растојица, кај што снимане ги тие дабати. А нама на времето, пажи-бужи, како ги вика на времето, дека правиле пакос. Така. И еден Душмани. од тие душмани, дали биле турци, дали биле што, нападјале по селата. И баш таа вечер си дошле браќаја на Чупава, али синовите во селото. А била убава чупа некоја? Па сигурно била, па сигурно дека била убава, да. Душмани. Да, и кога дошле терма, дошле браќа му, незини. И овој кој онаде го виделе родителите, татко, мајка, а рекле, еве го дојде, пак ќе имаме бела. Овела што е работата, и овие му кажуваат на синови му, татко, мајка, дека вака и вака имаме стално проблем од овој човек. Добро, вие вели чутете, мирни видите, ние што ќе правиме. Кога дошол тој тука за почупава, овие го ватиле, го тепале и бунар го пуштиле. И овие морале да бегаат. Оти кога кенисале овие, до некаде свикале дека човекот ни го немаат. И некои рекле да се вратиме, ако случајно нешто му се деси, да запалиме селото и да ги степаме луѓето. Во близина имало некој човек, тие разбирале турски. Кој разбрата, ако слушнал дека што вела дека да го нада, имало некој коњи тука што паселе. Зел еден коњ јавнал и дошол да му каже на село: бегајте, оти вака и вака ќе да пала селото и цело село ќе ви степат. Овие разбегале, ама да не водат сите заедно, се поделиле. Двајца браќа дошле во ова село овдека, а други некои заминале кон Западница, некои кон Угри, значи да се растурат, да не може да не може да ги лоцираат на едно место. на едно место. И овдека дошле двајцата браќа. Едниот се вика Жуле, другиот Торне. И две мала. Да, две мала. Ова мало Торне, Торневци сме ние, а ола мало дандека Жулевци, Жуле се вика. Така. И од тоа, значи, почнало ова село во фамилиите нивни да се намножуваат. Така. Сега имаше некоја сега приказни за славите, дека посебно слават едните, другите, па за едничка слава има голема селото. Ова мало Торневци, Меркурија го слушат на 7 децембар. А Свети Ѓорѓија, то село тадека на 9 децембар. А Ѓурѓан на 6 мај цело село го славите. Па и околината изгледа да, цело, па нема друго овдека други села. Така. На времето идеа со волој, со коњи запрежни, со биоли, немаше тогаш други коли. И овдека ќе дојдеа, да речеме, и вечерта ќе видат тука. Другиот ден за ручек, приведејќи стокава касно да се руча да се сторит, не може да си одат, остануваш за другиот ден. Так. За бајлето ќе поруча и затоа вика 3 дена се славело овдека. 3 дена Ѓурѓовден. Ѓурѓовден, Во да. Растојца. Да. А името на селото, од каде доаѓа Растојца, подсеќа на Вика дека по Ластојци, дека што рекот, еве во седелото Ластовицка, значи значи ние ни се преселиле од Прибојци од овдека до селото и дошле овдека, значи како преселници. Вие сте биле тие ластовиците. Да, ластовици, значи преселници, значи ние сме преселници, да. И затоа името го дошле Растојца, преселници. Така, значи преселници. А ние потекнуваме, значи најстариот што бил се вика Кузман. Така. Кузман. Од тука значи сте ние, Кузмановски. да, Кузмановци. И после овој, ти го кажа преска, Кочо, Ристе и татко ми Василе. И сега татко му на Миле Александар Санде. Оти ние овдека Санде и мене Мише ме знаат. А иначе Милош и Александар не знаат. Не ве знаат, Не. така. Чичко Милош. Чичко Милош. Ова беше убава приказна од вас, Чичко Милош. Јас ви благодарам многу што бевте дел, значи од нашиот проект, од нашата рурална експедиција, да ја наречам, и навистина ни кажавте многу интересна
приказна за селото. Ете сега знаеме зашто Растоица е Растоица, дека всушност Значи, пресел. вие сте биле преселниците од Преселниците, погоре, да. ластоиците, ластовичките. Да. А една ластовичка пролет не чини. Значи, треба да се повеќе за да имаме, нели, убава пролет. Да, точно. Доаѓа, еве сега раззеленило све. Да, Растоица е... еве си прав седелци, сега ќе Да. си дојдат тие тука. Еве ластовичката дојде. Да, седелци. Дојде веќе. Миле се врати во детството. Ластовичките не преселија во минатото. Нивните гнезда се секогаш исти. Нашите го менуваат и составот и изгледот. Единствено концептот на просторот може би останува. Дојдоа други времиња, но да не ги заборавиме оние кои не израснаа и она на кое што израснавме. Кој имал детство на село, нека се присети колку е убаво да се лежи на гранка и да се вкуси јаболко со лушпа. Тука росата мириса поинаку, а звездите светат посилно. Не, уште не сакам вака порно научив да памтам.